Една дупка и две табли кои ја чинеа државата 177 милиони евра за владата е старт на изградба на коридорите. Милиони по милиони се нижат на сметката на Бехтел и Енка. Роковите течат, а градежни активности нема. Од Министерството за транспорт и врски тврдат дека од 22 мај стартувала реализацијата на договорот, кога на терен имаше само две свечено откриени табли. Би сакале да ве информираме дека од 22 мај 2023 година веќе е започната реализацијата на договорот за изградба на делниците на коридорите 8 и 10Д, што значи дека започнати се роковите за изведба на автопатските делници предвидени со договорот. Последно кон Бехтел и Енка беа исплатени 7,2 милиони евра, сума која не е наведена во програмата. Во истата се предвидени авансни исплати од 117 милиони евра и 50 милиони кои досега се исплатени, уште два аванси во висина од 25 милиони и 49 милиони евра кои доправа ќе ги платиме, или до крајот на годината. Околу 250 милиони евра треба да легнат на сметката на изведувачот. Иако во програмата јасно се гледаат наведените аванси од транспорт и врски, тврдат дека сите исплатени пари биле врз основа на точно утврдени намени предвидени во програмата. Досега исплатени се 3 транши со вкупна вредност од 10,9 милиарди денари. Истите средства се префрлени на јавното претпријатие за државни патишта врз основа на програмата за финансирање на патна инфраструктура за коридорите 8 и 10Д. Сите средства кон јавното претпријатие за државни патишта се исплаќаат врз основа на оваа програма и се однесуваат на точно утврдени намени предвидени во програмата. За предвидените 108 километри 1,3 милиарди евра народни пари треба да се одлеат за Бехтел и Енка, сума која може да биде надмината со оглед на тоа дека нема финален проект, а не е завршена ни експроприацијата. Дополнително судбината на коридорите ја чешла Уставен, кој отвори предмет за законот за прековременна работа, кој беше донесен токму поради коридорите. Опозицијата претходно алармираше оти ако не се донесе овој закон, Македонија се обврзала да плаќа милионски суми на пенали, што сега го отвора прашањето колку пари плюс ке не чини ако законот падне на Уставен.